Драги гледачи, наш соговорник во ово издание на Инфорегион е извршната директорка на станица 5, Весна Шапковски, со која што ќе поразговараме околу една актуелна тема во изминатиот период, а тоа е пристапот до правда и остварувањето на правата на граѓаните за време на пандемија. Шапковски, добре дојде во ова најново издание на Инфорегион. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата и на вашата желба и ентузијазам да актуализирате вака важни теми на локално ниво. Како што кажавме, ова е навистина една актуелна тема која што се провлекува во последниот период за цело време на пандемијата на COVID-19. Темата е правдата и пристапот на правдата до граѓаните. Дали има разлика, она што ме интересира, пред почеток на пандемија и за почеток и односно во текот на пандемијата, дали има разлика во остварувањето на правата на граѓаните? Да, дефинитивно постои разлика. Пандемијата во голем дел, за жал мораме да констатираме дека го уназади остварувањето на правата на граѓаните. Освен што е здравствена криза, ние често во текот на нашата работа ја идентификуваме и како криза на пристапот до правда. Под тоа се подразбира сериозно отежната можност на граѓаните да ги остварат своите основни права. И тоа се случува од повеќе причини. Пред се, и како најважен сегмент во таа криза е самото загрозување на здравјето на граѓаните. Секојдневниот страв во кој што граѓаните живеат повеќе од година дена, во кој што се плашат за својот живот и за своето здравје, неможноста да пристапат до соодветна превентивна, но и понатаму симптоматска здравствена заштита, но и разните препреки во остварувањето на другите права кои што можат, но и не мора да бидат поврзани со пандемијата. Како и секоја друга криза во нашето општество и генерално во светот, кризата најтешко ги погодува граѓаните кои што се на маргините на општеството. Па така последиците од кризата, освен што се здравствени, сите знаеме дека се претворија и во економски последици, луѓето останаа без своите работни места, се претворија во криза во образовниот систем, криза во социјалната заштита. И сето тоа во секоја ситуација најпрво и најтешко ги погодува оние граѓани кои што живеат на маргините на општеството. Кога зборуваме за потешкотиите во остварувањето на правата на локално ниво, можам да набројам неколку области кои што изминатиот период значително се покажаа како критични во остварувањето на правата. Па така во доменот на социјалната заштита, прво мора да се напомене дека се зголеми бројот на луѓето на кои што им е потребна социјална помош, заради тоа што голем број на граѓани во оваа криза ги изгубија своите работни места. Од друга страна, дел од услугите во установите на локално ниво и на национално ниво ја префрлија дел од својата работа ја префрлија онлайн. Дел од образците за пополнување или услугите беа префрлени да се добиваат онлайн. Тоа е добро и е во секој случај олеснување заради почитувањето на мерките, но тоа е многу тешко за граѓани кои што имаат потешкоти во остварувањето на дигиталната комуникација или немаат пристап до соодветни алатки за истото. Институциите работеа со намалени капацитети, повторно заради мерките за заштита од кризата. Па така се создадоа редици и редици колони на граѓани пред институциите кои што чекаат ред за остварување на некое право, пред банките, пред центрите за социјална работа и така натаму и така натаму. Тоа уште повеќе ги доведе во ризик овие граѓани од ширење на заразата. Понатаму, економските мерки кои што се носеа во 5 сетови веќе последователно, има за цел нормално да помогнат во справување на граѓаните со економските последици од пандемијата, но во секој случај, освен што предизвика делумно улеснување на последиците, тие создадоа повторно огромни забуни кај граѓаните, дел од нив не знаеа како да ги остварат, како да ги добијат мерките кои што им следуваат, дали спаѓаат во одредена категорија или не спаѓаат. Сето тоа создаде повторно колони пред институциите, повторно на удар беа најмаргинализираните граѓани, најсиромашните, најизолираните случаи. Во областа образование, предизвик беше самото започнување на учебната година, изминатата учебна година, заради почитување на превентивните мерки. А од друга страна, повторно, хибридниот модел кој што се воведе, најтешко ги погоди граѓаните од посиромашните семејства, од руралните средини и од маргинализираните помали етнички заедници, како например ромската заедница во Прилеп. Дел од овие ученици кои што беа приморани да следат настава онлайн, нема соодветни технички услови истото да го сторат. Наставата со физичко присуство во одредени помали места се одвиваше со потешкоти заради немањето доволно услови за да се испочитуваат мерките за превенција, бидејќи инфраструктурните услови во одредени училишта тоа не го дозволуваат. Понатаму во земјоделието познате веќе и актуелен со месеци проблемот со ниската откупна цена
на тутунот, кој што сериозно ги погоди тутунопроизводителите. Тоа е една од основната дејност во општините Прилеп, Кривогаштан и Долнени, во кои што работи нашето здружение. Така што како дејност од која што основниот или голем дел од приходот го обавуваат овие граѓани, се покажа дека на оваа група на граѓани им се заканува сериозна економска криза во овој период, а тоа ќе ги погоди и другите сектори во нашата општина. Овие се некои области каде што ние како здружение во давањето на правна помош сме детектирале проблеми, а кои што не се директно поврзани со здравството, а згора на сето ова е и капацитетите на јавното здравство и проблемите во јавното здравство, кои што за време на оваа пандемија само се покажаа во своето најсилно светло. И тоа повторно најмногу ги погодува сиромашните граѓани, заради тоа што тие единствено јавното здравство можат да си го дозволат. Приватните здравствени установи за нив се недостапни. Така што недостатокот на кадар, лошата инфраструктура, немањето на соодветни медицински средства, лекови и така натаму за соодветна терапија во јавните здравствени установи, повторно најмногу ги погоди овие граѓани за кои што услугите на приватното здравство се недостапни. Практично пандемијата ги изнесе на површина сите слабости на нашето општество, буквално во сите сфери, од образование до здравство, до економија и така натаму. Така, и јас во неколку наврати дури и кажувам дека проблемите кои што се појавија не се нови, не дека тие сега се случија и сега се појавија, но сега ги видовме во нивното најлошо светло и тие буквално се урнаа врз грбот на најранливите категории. Кои беа најголемите проблеми, пречки на граѓаните? Детектиравте вака? Така. Нашето здружение, прво и основно принципот на работа на нашето здружение е индивидуален пристап. Ние даваме помош на граѓаните врз база на случај по случај, значи ги идентификуваме случаите и реагираме за секој случај поединечно, нели? Меѓутоа во текот на работата нормално се случува одредени проблеми да забележиме дека се повторуваат. Па така тоа е знак за нас дека треба да го испитаме подетално проблемот и да провериме дали во позадина стои системска пречка што невозможува да се оствари одредено право. Од почетокот на пандемијата до денес можам да кажам дека имам идентификувано 5 вакви системски пречки кои што влијаеле на остварувањето на правата на граѓаните, а се од различни области. Така, например, имавме одредена потешкотија со остварувањето на правата од социјална заштита за време трајањето на вонредната состојба минатата година, со уредбата со законска сила за примена на Законот за социјална заштита за време на вонредна состојба, каде што процедурата и начинот на прибавување на сета документација беше останат по истата процедура онака како што беше пред пандемијата, но тоа практично беше невозможно да се оствари во услови на пандемија, кога институциите работеа со половичен капацитет, нели? Граѓаните едноставно не беа во можност во тие 2 часа кога институциите работат во еден ден да ги прибават сите потребни документи за да остварат социјална заштита, па така тие процедури се одолговлекува полувременски период. По наша ургенција до Министерството за труд и социјална политика беше дадено упатство дека сите документи, дека граѓанинот може да ги оствари правата само со лична карта, а дополнително по службена должност центрите нели да си ги прибават сите останати документи со цел да се убрза постапката. Друг ваков проблем се однесуваше во однос на остварување правото на образование, на основно образование за децата кои што наполниле 16 години, бидејќи законот ги оневозможуваше да останат како дел од редовниот образовен систем кога ќе наполнат 16 години. За овој проблем исто така реагиравме и подоцна беше изменета таа граница со цел да им се овозможи на децата кои што имаат 16, нели немаат наполнето 18 години да можат да го продолжат своето образование во редовните образовни институции, односно во училиштата. Понатаму, проблем кој што исто така го идентификувавме во изминатиот период е одолговлекувањето на постапките за добивање на државјанство за лица кои што живеат, престојуваат во нашата држава, значи имаат регулиран престој по различни основи, најчесто се работи за склучен брак, за кој што иако институцијата, конкретно Министерството за внатрешни работи, е должна во рок од 30 дена, согласно Закон за општо правна постапка, да одлучи по барањето на граѓанинот, таквите постапки се одолговлекуваа по 4 па и повеќе години. Никаде немаше одговори и образложение зошто е тоа така. И таквото нешто беше забележано дека се повторува во повеќе ситуации. За жал, за овој конкретен проблем се уште немаме добиено одговор на системско ниво зошто се одолговлекува. Индивидуалните случаи ги решаваме и добиваме одговор, меѓутоа на системско ниво зошто такво одолговлекување постои, немаме добиено.
Друг таков проблем, ургенција која што ја поднесовме исто така е по однос на откупот на тутун, конкретно минатата година, каде што нели тутунопроизводителите, односно Сдруженијата на тутунопроизводители има одредени барања од Министерството и од Инспекторатот. Така што по нашата ургенција, после тоа веднаш следеше средба помеѓу министерот и тутунопроизводителите во однос на изнаоѓање решение за нивните прашања. Целосно решавање на тој случај, излегување во пресрет на барањата на тутунопроизводителите не се постигна. Меѓутоа сепак постоеше во тој процес одреден диалог помеѓу институциите и граѓаните, кој што исто така е за поздрав. Исто така и системска пречка која што во скоро време се појави беше задржувањето на книгите за матична евиденција подолго од предвиденото во Скопје заради нивна евиденција во електронската датабаза, која што пак оневозможуваше граѓаните на локално ниво да си ги вадат документите од евиденцијата од матичните книги, како што е извод на роден, извод на венчан и слично. И тоа траеше многу подолго од предвиденото, па за истото беше поднесена ургенција од наша страна и за скоро време можам да кажам дека книгите беа вратени и постапките се продолжија да течат регуларно. Генерално, можам да кажам дека институциите ги земаат во предвид реакциите, ургенциите и барањата на Сдруженијата на граѓани по однос на одредени системски пречки, но понекогаш се случува да тие ги применат барањата, ги земат во предвид, ама например, нас како Сдружение на граѓани нема да не удостојат со одговор на истото. Па ние дознаваме за одредени примери измени во правилници и закони, ние дознаваме сосема случајно од други извори. Зошто не сакаат да ја остварат таа комуникација со граѓанскиот сектор? Не можам да кажам зошто е тоа така, навистина немам одговор. Не е секогаш таков случајот. Имало институции каде што во секоја една ситуација сме биле удостоени со телефонски повики, со писмен одговор и така натаму и така натаму. Меѓутоа има ситуации каде што институцијата ќе го земе во предвид тоа што сме го напишале, ќе постапи по истото, меѓутоа ние нема да добиеме одговор, ниту па некаде тоа ќе биде истакнато дека по реакција од граѓанските организации била направена одредена измена и така натаму. Која е причината за сето тоа, навистина не можам да кажам, институциите подобро би го кажале, тоа нема логика, бидејќи соработката, меѓусекторската соработка помеѓу институциите и граѓанските организации е столбот на стабилноста на едно општество, така што по секоја една прилика истата треба и да се истакнува и да се пречекува со поздравување. Како вие како организација постапувате, пример, за еден случај, како оди целата таа процедура, пример, јас како граѓанин пријавувам еден случај кај вас, и како оди процедурата до пријавување до надлежната институција која што се занимава со тој проблем? Како им помагате на граѓаните? Така. Ние како Сдружение, значи нашата основна дејност е да остваруваме правна едукација на граѓаните за остварување на нивните права. Ние сме локална организација. Во невладиниот сектор го користиме терминот интернационализмот, grassroot организација, тоа значи дека организација која што директно на терен работи со граѓаните. При што во континуитет нашата канцеларија е достапна, значи секој работен ден во одреден временски период за прием на граѓани кои што имат било каков проблем за остварување на право пред било која институција. Граѓаните се обраќаат кај нас за помош која што некогаш се однесува на правна заштита и правна помош, но некогаш е тоа обична административна постапка која што тие не знаат како да ја спроведат. Нашите услуги кои што ги даваме се состојат во пополнување на документи, упатување, објаснување на процедурата, понекогаш и лично придружување на граѓаните, затоа што има граѓани кои што без разлика ние колку и да се трудиме да им објасниме процедурата, значи едноставно мора лично да појдеме со нив и да ги придружуваме да остварат таа постапка заради тоа што нема друг начин истата да произлезе позитивен исход. Во изминатиот период од почетокот на пандемијата, значи нашето здружение обезбедува правна и параправна помош. И од почетокот на пандемијата до денес имаме обезбедено околу 1200 услуги на правна и параправна помош на граѓани од општините Прилеп, Кривогаштани и Долнени генерално, но можам да кажам дека понекогаш се обраќаат и граѓани од други општини преку нашите телефонски линии. Имено ние имаме пуштено во употреба 2 телефонски линии. Првата е повика итна параправна помош, која што започна да функционира од март минатата година, од самиот почеток на пандемијата, а која што е достапна 24/7 за сите граѓани,
и целта на таа телефонска линија е дека граѓанинот во секој момент кога има итна потреба од некаков совет и упатување да може да се обрати кај нас. Истовремено и за да се заштитиме, нели, да не мора за секој едно прашање да бидеме во физички контакт, да не ги оптеретуваме граѓаните да мора да дојдат лично кај нас, нели, во канцеларија. Услугата е достапна, освен телефонски, е достапна и онлайн, преку нашиот вебсайт, преку нашата Facebook страна, и телефонски на телефонскиот број и преку Viber комуникација. Исто така имаме од јануари годинава воведовме и втора телефонска линија, таа се вика Праша здравствен промотор, која што има за цел да им излезе во пресред на сите граѓани кои што имаат некаква дилема во однос на остварувањето на здравствени права. Исклучиво, значи, здравствени права, без разлика дали тие се однесуваат на COVID-19 или не, бидејќи заради пандемијата, здравствениот систем генерално се соочува со потешкоти во давањето на услугите и за другите здравствени состојби. Често граѓаните кога ќе се обратат кај нас се жалат со зборовите дека па добро, не е само COVID-19 болести, има и други болести, други состојби за кои што тие имаат потреба да се обратат во здравствена установа, ама од различни причини не можат да добијат пристап. Значи, таа услуга не се однесува на давање медицински совети, тоа морам да го нагласам, и ние тоа изричито го нагласуваме при секој телефонски разговор, дека ние не даваме медицински или фармацевски совети, но даваме асистенција и помош за пристапот до здравствена заштита. Исто така, освен нашиот тим кој што работи во Сдруженијето, тимот од правници, имаме две теренски групи кои што работат на терен. Тоа се параправниците и промоторите во заедницата. Тоа се вкупно 10 теренски активисти. Улогата на параправниците е не да дават правна помош, тие се блиску во заедниците, тие потекнуваат од самите заедници за кои што работат и тие се обучени да го препознаат проблемот кај граѓаните и да го упатат во која институција и на кој начин може да го адресира тој проблем и како да го реши. На таков начин се заштедува и време и средства, бидејќи голем дел од тие проблеми се обични административни прашања, не се однесуваат на некои сложени, нели, правни процедури. Па на таков начин ние се трудиме, значи, поблиску и побрзо да ги дадеме услугите на граѓаните. Другата група е здравствените промотори во заедницата, која што има за цел да врши неформална здравствена едукација на граѓаните за начинот на остварување на нивните права, за примена на превентивните мерки, особено е тоа важно во периодот на пандемијата. Еве сега конкретно во периодов кога актуелна имунизацијата, да ги едуцира граѓаните за важноста, за начинот на кој што можат да се пријават и да влезат во системот на имунизација и така натаму. Овие две неформални групи се многу важни и препознаени како такви и на интернационално ниво. Морам да напоменам дека за услугата, за воведувањето на телефонската услуга повика итна параправна помош, нашето здружение доби наградата од глобалната мрежа за правно зајакнување во минатата година, како еден иновативен концепт во приближувањето на правното зајакнување и пристапот до правда за граѓаните од маргинализирани заедници. Од вашето искуство, која област на граѓаните е најпроблематична при остварување на нивните права? Генерално, областите никогаш не одат изолирани сами по себе. Ако зборуваме за здравствената заштита, здравствената и социјалната заштита се во фокусот на нашата работа, генерално морам тоа да го напоменам, но проблемите никогаш не се изолирани. Никогаш еден проблем, многу ретко, еден проблем е поврзан само со една исклучива област. Значи, ако еден граѓанин се обрати кај нас и побара помош, например, заради пристап до здравствени услуги, излегува во позадина дека тој има и одредени статусни прашања нерешени, проблеми со лична документација, права од социјална заштита неостварени. Значи, нашиот народ вели дека лошото никогаш не е само, па така и правните проблеми сами кај граѓаните. Секогаш се тие поврзани. Најчесто, значи, тие се клучните области: социјална заштита, здравствена заштита, домувањето, личната документација. Тие се некои основни области кои што често се поврзани едни со други. Порано граѓаните некако се плашија да си ги побараат своите права. Дали како што поминува времето се намалува тој страф и луѓето се охрабруваат да ги пријават проблемите и таму каде што се кршат нивните права? Каква е стравот на граѓаните за пријавување произлегува од нивната недоверба во институциите. Истиот се надминува секогаш кога пред нив ќе се појави било кој субјект во кој што тие ќе можат да имат доверба, ќе препознаат искрено за цел да помогне да ги остварат правата. Така можам да кажам и дека и од тука и охрабрувањето на граѓаните да доаѓаат кај нас. Тие препознаваат во нас партнер кој што нема никаков друг интерес освен навистина да им помогне да дојдат
до остварување на нивните права. Понекогаш постои воздржување, кога тој проблем треба да се адресира, например, јавно или во самата институција, постои одредено воздржување и резерва заради тоа што граѓаните генерално тоа е општо познато, значи кај нас луѓето не веруваат во институциите. Тие викаат, абе што ќе одиш џабе, значи не можеш да завршиш работа и така натаму. Меѓутоа, ние генерално се држиме до тоа дека доколку се држиме до она што по закон ни следува нас како граѓани и си го бараме тоа право кое што нас ни е загарантирано со важечките прописи во нашата држава, ние можеме да го постигнеме тоа. Нормално дека во тие постапки нашата иницијатива не е секогаш дека ние ги напаѓаме институциите, дека тие ете не им ги излегуваат во пресред на граѓаните, туку истовремено ги едуцираме и граѓаните, бидејќи тие понекогаш не знаат точно кое прашање, кое право каде да го побараат, подат на погрешни врати и затоа се настануваат таквите забуни. Така што нашата едукација и иницијатива е обострана. Вие делувате тука на локално ниво како организација. Кои се вашите предизвици со кои се очувате за разлика од оние организации кои што делуваат на национално ниво? Дали има разлика помеѓу локално и национално? Дефинитивно има разлика. Можам да кажам дека локалните организации се соочуваат со бројни предизвици во својата работа. Прво заради ограничените ресурси, понатаму заради физичката оддалеченост од некои основни институции и така натаму. Понекогаш работата кај нас делува како да е исклучително многу централизирана, например како се да се случува во главниот град. Па локалните организации, граѓански организации кои што работат во друг град, нема доволно пристап до соодветни ресурси и до соодветно ниво на соработка со институциите за да нивните иницијативи бидат прифатени и земени во предвид, нели на национално ниво. Понатаму, генерално локалните заедници се мали заедници, секој со секого се познава и некогаш дури се соочуваме со некој стереотип во нашата работа, као кај ни текнало сега нас како локална организација да кажуваме таму за некој проблем што ете е национален и така натаму. Она што недостасува е посериозно сваќање како на локалните организации како важен партнер, бидејќи ние сме првите на одговор во време на било која криза, независно дали се работи за здравствена, економска, социјална криза, ние сме први во заедниците. Ние значи во реално време ги идентификуваме проблемите и постапуваме по нив. Така што институциите, оние кои што препознале дека во нас имаат сериозен партнер за да унапредат својата работа, навистина имаат голем бенефит од нашата работа. Спротивно, онаму каде што сме се соочиле со отпор и некое неприфаќање или пак дури некогаш имаме чувство дека некои чинители на локално или на национално ниво дури не перцепираат како, не знам, како непријатели, како некој што ете само е тука за да критикува и така натаму. Обострано губиме со таквиот став. Бидејќи ние постојано ги идентификуваме проблемите на локално ниво, први сме за одговор и на таков начин доколку институциите препознаат во нас сериозен партнер, би ја постигнале крајната цел која што верувам дека е заедничка за сите, а тоа е унапредување на квалитетот на остварување на права на граѓаните од нашите општини. Кои се вашите препораки? Како да се дојде до тоа да препознаат институциите, односно државата во граѓанскиот сектор, еден вистински партнер кој што не е тука само да критикува или дека не е нешто дека намерно прави, него едноставно да добиеме поквалитетен живот во општеството. Така е. Препораките се генерално се однесуваат на гледање на граѓанскиот сектор со отворено. Нашата работа во едно општество, не само кај нас, тоа е секаде, значи ние во континуитет соработуваме со локални организации од цел свет. Нашата работа е ние да бидеме коректив во едно општество. Бидејќи сме на терен, бидејќи директно работиме со организациите, дури и ако некој актуализиран проблем го искажеме во јавност со доза на критика, тоа не е затоа што ние имаме нешто лично против некого во ова општество, туку затоа што нашата работа е да бидеме коректив. Од тука, донесувачите на одлуки, без разлика дали се на локално или на национално ниво, кога би не сватиле како сериозен партнер, сериозно би можеле да придонесеме и ние и заеднички да постигнеме напредок за нашето општество во целина, кое што е и заедничка цел. Значи, перцепцијата кон граѓанските организации е коренот на сите проблеми, јас мислам. За сега каква е ситуацијата? Променлива, многу е променлива. Од што зависи? Па,
се добива впечаток дека во одреден временски период, например ако е во очи на изборна кампања или така натаму, се добива впечаток дека има голема отвореност за соработка со граѓанските организации. Има моменти каде што буквално чувствуваме како да сме невидливи во ова општество. Ние ги актуализираме проблемите тие или ќе бидат прифатени, ама ќе се решат тивко или нема воопшто да се земат во предвид. Во друга ситуација се случува да нашите препораки или одредени идентификувани проблеми се сватат единствено како критика кон некого лично, кој што повторно морам да нагласам дека апсолутно не е така, бидејќи нашата работа не е да водиме битка со некого во ова општество. Битката е за остварување на граѓанските права. Битката е за остварување на граѓанските права, а сите сме граѓани на ово општество и крајно битката е за сите нас. Сте имале некош притисоци од страна на институциите? Лични, директни притисоци не, сме немале. Можам да кажам дека атмосферата за работа на граѓанските организации, постои атмосфера за развој. Пред се тоа се должи на соработката помеѓу самите граѓански организации, нашето вмрежување и соработката со дел од институциите која што ја негуваме во континуитет, например на локално и на национално ниво. Во секој случај морам да кажам дека нашата работа, конкретно за нашата работа на Станица 5 како здружение, многу повеќе е признаена на меѓународно ниво и се вреднува како таква, отколку на локално ниво. Едноставно, помошта која што ние даваме на граѓаните, сервисите кои што нашето здружение ги нуди во континуитет, се нешто од исклучително значење за сите граѓани. Ние дури сме, да речам, како една невидлива институција во нашата општина. Оти граѓаните кај да имат во било која институција на локално ниво, кај да заглават, тие идат кај нас. Ние им помагаме да го решат проблемот и со тоа не им го леснуваме ние само на граѓанинот процедурата, ние и за институциите ја леснуваме процедурата. Заради тоа што му овозможуваме на полесен начин со спремни документи, со се спремно го едуцираме граѓанинот да не лута од шалтер на шалтер, например, и да заврши работата. Значи ние сме таа невидлива трета страна во сите административни постапки во нашата општина, која што ги олеснува дел од, пак ќе напоменам, дел од институциите тоа го препознаваат и го вреднуваат, некаде не толку, ама во секој случај ние нашето ќе продолжиме да го реализираме. Шапковски, ви благодарам за разговорот и да се надеваме дека институциите понатаму ќе препознаат вистински партнер во граѓанскиот сектор и дека таа соработка ќе се зголемува и ќе продолжи и понатаму. Ви благодарам јас на поканата и ја делам желбата за напредок видне. Драги гледачи, тоа беше разговорот со Весна Шапковски, извршен директор во граѓанската организација Станица 5, а темата беше остварувањето на правата на граѓаните за време на пандемијата. Се гледаме во наредното издание на Инфорегион.